Добро вечер, почитувани гледачи. Во рамки на 47-то издание на фестивалот Скопско лето, во Македонскиот народен театар се одржа праизведба на драмскиот текст Вонземјани од Игор Кузмановски во режија на Васил Михаил. Станува збор за современа комедија која што низ остар хумор и интелигентна сатира зборува за семејните односи, стереотипите, лажните информации и апсурдите на денешното општество. Што мислиш ти? Дали вонземјаните имаат љубов? Мислиш дали вонземјаните имаат со себе некој What? Дали имаат не бе синкове, тие се ладни, немаат љубов, тие немаат чувства. На сцената на Македонскиот народен театар беше изведена премиерата на представата Вонземјани во режија на Васил Михаил. Станува збор за комедија во чиј центар се наоѓа главниот лик Трпко Трајков, пензиониран командант на единицата за специјални задачи, чиј лик го толкува неповторливиот Нино Леви. Вонземјани ја отсликува нашата реалност во поглед на семејните односи, стереотипите, инвазијата на технологијата и лажните информации и корумпираноста на општествениот систем, вели режисерот на представата Михаил. Ова представа зборува за нашето секојдневие. Тоа е една појдовна точка, но се разбира нашиот живот е нашето секојдневие, така во него има разни моменти, но тоа е појдовната точка, зборува за семејните односи, за лажните информации денес, зборува за корумпираноста во општеството, во сите пори навлезена, кое што потекнува секако од главата на рибата, претпоставувам секогаш. Зборува за нетолеранцијата или толеранцијата, за стереотипите што ги имаме и за уште, да речеме, еве, многу работи кои што можеби не се кажани буквално, но секако ќе предизвикаат асоцијации, нели, од самата представа. Така што синоќа предпремиерата помина на вистина одлично, бомбастично би кажал. Публика час и половина уживаше во представата. Еден коментар од драг колега ми беше многу значаен, каде што кажа дека сме направиле представа која што е многу смешна, но и тажна. Пораката на делото не е да даде конечни одговори, туку да поттикне размислување за вредностите што ги губиме и за светот што го создаваме. Ако човечноста исчезне, тогаш вистинските вонземјани нема да дојдат од Вселената. Тоа ќе бидеме самите ние, велат од актерската екипа. Играме по 5 лика, двајцата како најмлади. Јас играм керката, играм доставувач на пица, најдобар другар на главниот лик. Политичарот го играме, да, неколку лика играме. Ќе се работи за комедија, а како течаа подготовките, имаше ли интересни моменти на сцена? Некако се погодивме со нашата екипа, со сите актери, поздрав до Димитрина, до Марија Новак и до Нино Леви. Сите некако свиревме од ист виолински клучи. И тоа што тоа е еден благодет, посебно во театар се случува многу ретко така наеднаш и од нигде никаде да се спои некоја екипа и да функционира толку добро како да се знае долго време. За релативно кратко време спремивме многу динамична представа. Тоа се покажа вчера на предпремиерата. Зашто предпремиерите ги правиме им да се испитаме ние како би функционирала представата пред публика. Бидејќи знаете, не е исто кога пробуваме во празен салон и кога после ќе дојде публиката, сосема е различно, сосема поинаку функционираме. Па така се испробавме вчера со публиката на предпремиере и задоволни се. Тоа ни е еден поттик за денес. Знаете, јас кога ги прашувам моите пријатели кои ќе ги поканам на предпремиера, јас ги притискам да ми признаат дали е добра представата и да ми ги кажат слабите места. Овој пат ми рекоа не дека можеме да бидеме мирни и јас сум многу среќна заради тоа. Автор на представата е Игор Кузмановски, а во главните улоги покрај Леви играат и Димитрина Мицкоска, Димитар Паскоски, Наум Ѓоргиевски и Марија Новак. Представата Вонземјани е копродукцијски проект на Сдруженијето МАНА и Македонскиот народен театар и е финансиски поддржана од Министерството за култура и туризам.
Врвната поезија и лично доживеаната фотографија се сретнаа на автентична промоција во Сулијан, посветена на 63 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Поетската антологија, подготвена од професор доктор Иван Джепаровски, обединува избрани творби од македонски и странски автори посветени на Скопје и неговата меморија. А проектот беше надополнет со фотографиите на Сашо Алушевски, кој преку визуелен јазик сведочат за архитектонското наследство што го преживеало земјотресот. Урнатина, ѕид или камен, зелен мов во секоја длабнатина, жолт гуштер, домакин стамен, сонце безразлично по урнатината, ете ја вистината. Овие стихови од истоимената поема Урнатина на истакнатиот македонски поет, прозаист и литературен историчар Блаже Конески се дел од новата поетска антологија Скопје 63-63 на професор доктор Иван Джепаровски, која беше промовирана во рамки на манифестацијата Скопско лето. Проектот Скопје 63-63 представува единствена средба на поезијата и фотографијата, посветена на 63 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје и обединува избрани творби од македонски и странски автори посветени на Скопје и неговата меморија. Двајца од нив се застапени во оваа антологија, Јуре Каштелан и Павел Вукпавловиќ, кој цела една книга Урнатини бе посвети на Скопскиот земјотрес, го направив препевот на овие песни, а треба да се истакне особено поезијата на Ацо Шопов посветена на Скопскиот земјотрес, неколку негови песни, како еден прекрасен есеј во 5:17, тоа е и моментот на тој силен удар од земјотресот во Скопје. Поезијата од оваа книга е подсетување на она што се случи во нашиот град, но едновремено е и показ на солидарноста која што во тој момент се искажа кон нашиот град и кон изградбата на главниот град на нашата држава. Се разбира, уметноста знае на свој посебен, специфичен начин и во својата естетска и во својата етичка димензија да ги направи тие моменти да бидат и уметнички транспонирани и дури и денес за оние кои што не биле присутни или за помладите да проговори на начин што ќе биде разбирлив и прифатлив. Мислам дека книгата ќе комуницира и со помладата публика, а се разбира сите оние кои што го доживеале Скопскиот земјотрес, како што е случајот со мене, ќе најдат во неа некакви моменти кои што ќе ги потсетат на овие траурни случувања врзани за нашиот град. Промоцијата на книгата беше надополнета со изложба на фотографии 63 слоеви на сеќавањето на Сашо Алушевски, кој преку визуелен јазик сведочат за архитектонското наследство што го преживеало земјотресот. На фотографиите се представени објекти кои што субјективно ги избрав, објекти кои што го преживеале земјотресот и моje верување е дека имаат одредени значења, напластени символики, конотации, интимни лични приказни за скопјани и за Скопје. Се обидов да ги интерпретирам на начин на кој што сметав дека е соодветен и затоа се веројатно така многу повеќе како соништа или халуциногени можеби мотиви отколку живи мотиви кои што туристите секојдневно ги фотографираат. Дел од фотографиите се направени со аналогна технологија и ќе исчезнат после некое време под дејство на светлината и тоа е веројатно некоја алузија која што сакав да ја представам, па кој сака нека се интерпретира како сака. Настанот беше своевиден спомен за минатото, но и потсетник за човечноста, солидарноста и колективната меморија на градот. Националната установа Завод и музеј Охрид доби уште една вредна донација од семејство Робеви. Станува збор за стари фотографии, пијанино, виолина, нотни книги, медицински инструменти, печати, фотоапарат, орден, метроном и други предмети. Со оваа донација музејската колекција се збогати за уште 50 на предмети, а со тоа фондот од семејството Робеви достигна бројка од над 200 предмети. Донираните предмети представуваат предизвик за нови истражувања, заштита и презентација на еден дел од културното наследство за идните генерации, како сведоци на едно време, начин на живот и доказ за големиот придонес на значајни личности за историјата и културата на градот Охрид. Тука го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.